Имам дополнително прашање на оваа тема. Дали во контекст на допрениот глас, кој што и вас ве заинтересирал, знаете за кого станува збор кога се користи псевдонимот на второ лице, кое што работело во тандем со известниот Коки, собственик на Медиум, а неговиот псевдоним е Кики. Се збори дека е висок партиски функционер на СДСМ или барем бил висок партиски функционер на СДСМ. Заедно со прво споменатиот биле кај една ваша градоначалничка од СДСМ, барале бесплатна локација и одобрение за градба и неплаќање на комунали во износ од 1 милион евра. Имајќи предвид дека СДСМ има, според мене, 5 градоначалнички жени, мислам дека не е воопшто тешко од ваша страна, како председател на партијата, да проверите кај градоначалничките, за која градоначалничка станува збор и која градоначалничка била доведена во позиција на притисок, изнуда, уцена или рекетарство да одобри ваква една, би рекол според мене, наплата на медиумските услуги кои што веројатно овие двајца луѓе ги нудат за возврат, Коки и Кики. И дали вие, можеби, преку овие псевдоними и тоа што сте се заинтересирале за самиот случај, преку нивните описи, дали мислите, дали сте сигурен, дека едниот или другиот, или можеби двајцата, Коки и Кики, некого познавате лично или сте имале блиска соработка? Интересно, но веројатно и за јавноста и Коки и Кики. Немам намера да лустрирам луѓе однапред за било каква работа, но тоа што е моја надлежност и секој пат искрено чувство за борење против криминал, корупција, рекетарство или слично, нормално, дека сум дигнал на таа градоначалничка телефонот и јас предпоставувам, а и цела јавност предпоставува што е во суштината, се работи за действие кое што се случило пред една година. Одредени луѓе, има истрага и затоа јас ќе зборам така, биле да барат локација и биле истовремено да барат попуст во комунали заради јавен интерес за граѓаните. Одбиено е заради тоа што прво не постои таква локација, а второ, ако постои таква локација и во иднина ако се урбанизира таква локација, Советот е надлежен дали ќе даде попуст за комунали или не во зависност од јавниот интерес. Значи воопшто не дошло до реализација на тоа дело и тоа можев да го прашам од градоначалничката која што од редовите на Социјалдемократскиот сојуз се случило такво действие, имало барање, можеби е некои други луѓе, можеби не се тие такви фигури Коки, Кики или слично, но се барало локација за старечки дом, се барало урбанизација на одредена локација со соодветна пренамена, која што апсолутно не е возможно, и на мене и тоа со генерален план. Генерален план Битола нема намера да прави заради пренамена на таква локација. Надлежноста, не, го кажувам најтранспарентно и немам дилеми во тој дел, надлежноста секако е на Советот и апсолутно тука завршуваат сите муабети. Но, си има истрага, истрагата нека си ги утврди, сум кажал за кој сака нека се однесува, законот мора да важи еднакво за сите, а ако има аргументации и докази, секој треба да се одговара. Без разлика дали е тоа член на високо раководство на СДСМ, дали е член на семејството Заеви, до таму одам, дали е собственик на Медиум, дали е носител на власт, кој сака нека е. Но тоа што го знам е ред, транспарентно да го кажам, сум бил секој пат транспарентен и го кажам. Истрагата нека се ги утврди останатите детали од било какви вакви постапки.